Воени бродови на НАТО го засилуваат присуството во Црно море како поддршка на Украина и одговор на трупањето руски сили на границата со Украина. Единствен влез во Црно море е Босфорскиот теснец во Истанбул, кој е регулиран со Конвенцијата од Монтре од 1936 година. Според неа во Црно море може да влезат бродови кои не се од државите во регионот со максимум 10.000 тони и не подолго од 21 ден. If worse comes to worse, and then Ukraine has to be protected or defended, there is a limit to what NATO can keep as naval forces and naval platforms in the Black Sea, according to the Montreux Convention. Таа конвенција има историско значење за Турција во врска со турскиот суверенитет и контрола на меѓународните води во врска со Црно море. Но тоа истовремено ја става Турција во тешка позиција со НАТО сојузниците во услови на високи тензии. During the Russian-Georgian war in 2008, the United States and other NATO allies tried to bring more ships into the region. And initially, Turkey did not allow the first request from the United States because it was violating the limits of the tonnage of the ships. Eventually, the US changed that request into another 2 small ships instead of 1 big ship, and that they were allowed. Турција се соочува со притисок и од Русија. Во минатата година американски воени бродови преку Босфор учествуваа во поморски вежби НАТО-Украина, пошто веднаш дојдоа критики од рускиот председател Владимир Путин. Аналитичари тврдат дека рускиот притисок ќе се зголемува доколку НАТО го зголеми военото присуство во Црно море. Whether as a NATO member or a good neighbor of Ukraine. And the Russians do not hide every opportunity to criticize Turkey and to not threaten maybe, but to tell Turkey that Turkey should not make any wrong step. Анкара се надева дека тензиите ќе се намалат и оти и двете страни ќе престанат со билдање на војните сили во регионот. Во спротивно, проблем ќе има и Турција, како историски чувар на портата кон Црно море.